Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Заврши координацијата во собранието и сакам да соопштам дека е постигната согласност за составот на комисијата и за председател на комисијата. Иако постоеше една од низата неразумни барања која што беше поставено од ВМРО-ДПМН, ние прифативме да председателот на комисијата биде од ВМРО-ДПМН, се со цел да се откочат процесите во Република Македонија, да профункционираат демократските тенденции, се со цел да не биде заложници граѓаните, ниту законодавниот дом на било кој политичар или политичка партија, и на тој начин сакаме да го ставиме во функција Собранието на Република Македонија како највисок представнички дом на граѓаните на Република Македонија. Сметам дека ова е потребно и ова е добро заради тоа што најмногу штета трпат граѓаните на Република Македонија, најмногу штета трпи економијата, да создадеме услови да ги откочиме можностите да граѓаните, земјоделците, работниците си ги остваруваат своите права, ги добијат парите кои што следуваат како субвенции и така натаму, и на тој начин Република Македонија да почне конечно да чекори напред кон просперитет, кон поинакво начин на функционирање, се со цел да и граѓаните и државата имаат вистински благодет и корист од институциите на системот. Повелете. Кога ќе биде формиран предлогот на таа комисија, која што треба да го предложи председател на собранието? Дали ќе имате пред комисијата ќе биде формирана на седницата? Бидејќи е таа точка на дневниот ред, ќе доставиме предлог денеска до собранието и како што бевме информирани од председавачот, некаде во понеделник би требало да продолжи во 12 часот конституционалната седница. Уште едно прашање, вашата согласност да ВМРО-ДПМН преседава со оваа комисија, имајќи ги предвид и сомнежите на подпредседателот на вашата партија Дамјан Мачевски, дека би можело да се вршат обструкции на оваа комисија. Имате ли гаранции од ВМРО-ДПМН дека нема да ја обструираат работата? Видете, во секој случај може да се вршат обструкции на комисијата и работата на собранието, без разлика дали имате председател или немате председател на комисијата. Ние посакуваме на вистина демократски начин и дебата во собранието, се со цел да може нормално да функционираат институциите на системот. Ниту е важно да се задоволуваат некакви лични политички интереси, туку треба да ги гледаме пред се интересите на граѓаните на Република Македонија. Доколку новиот председател на собранието биде од вашата партија или од вашата коалиција, дали ќе се распишат локалните избори? Ќе разговараме за сите отворени прашања кои што ги имаме сега во моментот, после конституирањето, односно завршувањето на конститутивната седница и изборот на председател на собранието.